Приказните за Смилковскиот масакар што екс-премиерот Зоран Заев им ги кажувал на семејствата на убиените и адвокатите на обвинетите денеска беа повторно тема на рочиштето за овој случај. Синиша Алексовски, поранешен советник за безбедност во председателскиот кабинет, за кого Заев зборувал дека стои зад петкратното убиство и дека неговиот мобилен телефон бил најден на местото на убиството, во судница во својство на сведок кажа дека ништо од тоа не е вистина, а Заев го злоупотребувал неговото име. Ова лично Алексовски му го кажал и на Заев на двете средби кои ги имал со него. Сведокот имаше одлична меморија за настаните пред и после петкратното убиство, заклучи адвокатката на семејствата, но ништо поразлично не кажа од тоа што веќе го има во пресудата и обвинението. Во времето кога бил командант на единицата Алфи, 30 месеци пред да се случи крвавиот Велики четврток, Синиша Алексовски посочи дека возилото Опел Омега, со кое се возеле убиците, не било на Алфите, како што кажувал Заев. Во време на Алексовски единицата возела Опел Вектра, а што возеле после неговото заминување од позицијата командант, упати да се дознае од актуелните раководители на интервентната единица. Обвинетите лично не ги познавал, но во полициска евиденција фигурирале имињата на тројца од нив: Алил Демири, Фейзи Азири и Африм Исмаиловик. Алексовски рече дека не е член на ВМРО ДПМН и дека нема никаква партиска функција. Кажа дека бил обичен државен службеник во кабинетот на Иванов, а сега работи во Агенцијата за разузнавање. Одбраната бараше да го консултираат Алексовски како доктор на науки по радикализам, на што се спротивстави обвинителката Фатиме Фетаи, бидејќи тој бил повикан во својство на сведок.